Што се случува во Киселавода со оглед дека председателот на ЗЕЛС наместо во канцелариите состанокот го свика во општинската зграда. Така, Павле, пред малку заврши состанокот на ЗЕЛС на кој присуствуваа повеќе скопски градоначалници. Темата на состанокот беше проблемот со ѓубрето. На состанокот беа присутни градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, градоначалникот на Шуто Резаре Курто Дудуш, градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски, како и председателот на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Пред почетокот на состанокот изјава за медиумите дадоа Ѓоргиевски и Герасимовски. Ѓоргиевски кажа дека на овој состанок ќе се бараат сите можни решенија за тоа како може да се реши проблемот со сметот. Додека пак Герасимовски објаснуваше дека во општина Центар веќе речиси една недела сметот не е собран. Тој раскажа дека вработените во општината со нивната механизација колку можеле го собирале она ѓубре кое било околу контейнерите, бидејќи за тоа што е внатре тие немаат надлежност, но исто така кажа дека тоа им оди тешко, бидејќи тие немаат соодветна опрема за да завршат таа работа. Ги слушаме нивните изјави. Денеска, освен што ќе разговараме за тоа како да делуваме во наредниве неколку дена до завршување на изборите, ќе ја разгледаме и можноста и ќе ги контактираме дел од нашите колеги градоначалници надвор од градот Скопје за да помогнат. Јас ќе апелирам на разумност кај Дрисла, јавното предпријатие и раководниот кадар таму да не прават обструкции при влезот на механизацијата која што евентуално би се упатила, ќе биде поврзана со отстранување на отпадот најмногу околу континерите кои што се таложи изминатиот период. Ќе разгледаме и други начини како ќе можеме да влеземе во коштец со цел да го амортизираме ова што се случува. Изминатите 5 дена немаше воопшто ниту еден камион од комуналното предпријатие на територија на општина Центар. Ние имаме дополнителна изнајмена механизација, работиме во двосменски нашите хигиеничари за да го отстрануваме сметот од улиците, но за жал и тоа не е доволно. Искрено не е доволно и гледаме што секојдневно се случува. Ние ги имаме ингеренциите, односно немаме ингеренци да го отстрануваме сметот од самите контейнери, немаме ни таква механизација, туку го отстрануваме само сметот кој што е покрај самите контейнери и тоа не е доволно. Дополнително имаме кучиња скитници кои што го разнесуваат целото ѓубре по улиците и ни прави дополнителен проблем на нашите хигиеничари. Единицата за економски криминал вчера влезе во град Скопје и во комунална хигиена за да собере докази за можни злоупотреби. Повеќе детали за ова слушаме од изјавата на МВР. Единицата за економски криминал при секторот за внатрешни работи Скопје во текот на вчерашниот ден влезе во просториите на град Скопје и јавното комунално предпријатие Комунална хигиена по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје со цел прибавување на докази и одземање на соодветна документација под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на јавното комунално предпријатие Комунална хигиена и градоначалникот на град Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Обезбедена е документација и се преземаат и дополнителни мерки и активности по насоки на ОЈО Скопје. Павле, вчера екипите на телевизија Телма направија обиколка во повеќе општини низ главниот град и можевме да забележиме дека градот е препон со ѓубре. Поразговаравме со граѓаните, тие ни велат дека се плашат од заразни болести и велат дека вакво нешто нема никаде во светот, додека пак институциите во текот на вчерашниот ден темата им служеше како припокување едни меѓу други. Од комунална хигиена велат дека тие доцнат со исплата на платите на нивните вработени, бидејќи Министерството за здравство им должело 5 милиони евра. Од Министерството за здравство пак ја демантира оваа изјава. Инаку денеска во краток разговор со вработени во комунална хигиена ние потврдија информацијата дека навистина
До овој момент тие навистина немаат земено плата и потврдија дека имаат проблем со механизација, односно дека немаат доволно камиони за да го собираат сметот и дека поради тоа настана овој хаос изминатиот период во главниот град. Секако пораките и главниот заклучок од овој состанок на ЗЕЛС ние ќе го пренесеме во нашето наредно информативно издание.